Почитувани сограѓани, повод за денешниот наш прес е реакцијата на пресот на општина Гевгелија, одржан на 11.9.2014 година. Имено, во нашиот прес од 10.9.2014 година поставивме одредени конкретни прашања околу најавените градежни активности за граничниот премин Богородица, поточно потегот Милци, и изразивме сомнеш за изјавата на градоначалникот дека парите се обезбедени од буџетот на општина Гевгелија, а станува збор за 60 милион денари, 1 милион евра. Бегајќи од темата, во недостиг на аргументи, портпаролот на општината, оној кој сите ние го плаќаме, се обиде да ни ја продаде пак старата приказна. Демек, ние сме биле против развојот на општината, дека градоначалникот секој ден започнува нови проекти, колку многу е зголемен локалниот економски развој, како се отвараат нови работни места, сигурно не мисли на оние работни места на бродовите по светот, со еден збор невидено темпо на активности, исто како премиерот Груевски. А за поставените прашања не чувме ни еден конкретен одговор. Дури се дрзна да изјави дека градоначалникот сето тоа го прави со неговата администрација. Повторувам, неговата администрација. Едноставно, човек да помисли дека ги плаќа од сопствениот джеп, а не од парите на сите нас. Но тоа е ДПМН. Негова е општината, негов е комуналец, негова е јавната администрација, едноставно кажано, негова е државата. За разлика од нив, наши се невработеноста, сиромаштијата, бедата, иселувањето, а сето тоа како резултат од нивното лошо владење. Затоа, ние од СДСМ повторно прашуваме. Прво, дали средствата од 60 милиони денари за овој проект се обезбедени или ќе бидат обезбедени? Ако се обезбедени, тоа значи дека ги имате на сметката, а ако мислите да ги обезбедите во иднина, на кој начин ќе го сторите тоа? Со кредитно или со средства од основниот буџет? Второ, кога ќе започнат градежните активности и кога истите ќе завршат? Ако ви се средствата обезбедени, редно е да ги чуеме роковите. Па не ли вие во вашата програма нудите проекти со конкретни рокови за завршување на истите? Трето, колку пари од програмата за локални патишта за 2014 година во точен износ ви се предвидени за овој проект? Имено, во самата програма се предвидени 12 милиони денари за 16 ставки кои се опфатени сите патишта кои планирате да ги изградите во целата општина во 2014 година, но ни една од нив нема поединечен износ. Прашуваме, колку од предвидените 12 милиони денари точно ќе се наменат за овој проект? Господине Франгов, на поставените прашања должни сте да одговорите. Не нам, туку на нашите граѓани, бидејќи ги трошите нивните пари. Тоа мора да ви биде во иднина пракса. Кога ќе затаите во информирањето на јавноста, тука сме ние од СДСМ да ве подсетиме. Не се сомневајте во тоа. И сосема за на крај, бидејќи воедно се согласивме дека сите работиме за доброто на општината и граѓаните, а со цел да не обвинувате дека само критикуваме, еве ви предлагаме еден конкретен предлог на кој очигледно сте заборавиле. Фатете се за работа и подобрете ги условите во детските градинки. И тоа веднаш. За ова нема рокови. Се работи за нашите деца, за нашата иднина. А ако не знаете во какви услови престојуваат децата во градинките, ве замолувам веднаш да се упатите во едно од нив и ќе утврдите, ќе се уверите од прва рака, ќе ги ослушните реакциите за кои со години сте глуви. Само за надополнување ви приложуваме и неколку фотографии од моменталната состојба во градинките. Благодарам.